Јас сум Митко Илиевски, кој живеам во село Сълп и сакам да кажам 2-3 збора за во име на селото наше. Ние моментално сме одсечени од се, така речено. Железничкиот сообраќај во прекин, пат немаме, нема никакво возило, не може да дојде, имаме стари луѓе изнемоштени, немаме ни храна, ни леп не можеме да си набавиме, ни лекарства и што друго да кажеме. Кој век сега живееме, патот е катастрофа, железнички сообраќај, рековме, стопиран и оставени сте на милост и на немилост. Еве сега се јавуваме од село Сълп, моментално се наоѓаме кај селската чешма, село Сълп. Еве селото, снимам куќите. Еве ги патиштата, калдрми, калеви, не можеме да испаднеме надвор, еве и снег помалце ни врна, малце сега попрестана. Еве одиме низ селото, нема жив човек, сите се дома скриени, ќутат, чмајат и само прашуваат што ќе биде, возеви кога ќе пуштат, телевизија пуштаат, гледаат на телевизорот и се радуваат како деца да се пушти или некој да се јави од институциите да ни помогнат нешто, да барем да не прашаат како се снаоѓаме, како живееме у ова наше село од камена доба живееме. Еве се одиме на кај мојата куќа, така речено, патот, еве ви гледате самите каков е, ветришта дуваат. Еве идеме на кај мојата куќа, што е оставена од татко ми и од мајка ми. И јас сум тука пензионер, дојден со мојата сопруга и пензионерски денови тука живеам у Велес. Имам стан, ама не можам да живеам, не да не можам да живеам, али со ова болесиве, лоша ситуација. Сега мајка ми 86 години пред 50 дена почина, поради незе тука седев и така речено и останав. Мислејќи дека арно ќе биде, ама еве, оно е арно, кога е суво, ама у вакви моменти, кога немаме железничкиот сообраќај, кога ни е во прекин, тоа е катастрофа. Немаме друг излез, пат. Имаме пат, калав, не се оди ни со кола, ни со ништо. Влегуваме сега дома. Кај нас ева сопругата. Еве го јадењето, поеднаш дневно јадеме затоа што штедиме малце. Нема, ние можеме ова, ако продолжи вака за 2-3 дена, да изедеме. Ама чим немаме дотур и не можеме да
да мора да чуваме.